приликите се наместија така да јас да ја трчам градоначалничката трка како една надеж и како еден апел дека борбата не може да е однапред прогласена за изгубена, дека не може Струга секогаш да е паричка за подкусурување помеѓу големите играчи, дека не можат политиките во Струга да се решаваат во Скопје на лидерски маси, дека Македонија е подалеку и од Групчин и дека овој дел од Македонија не треба да биде заборавен и да биде предмет само на нечи коалициски апетити. Струга е феномен на овие избори не од само да спекна тоа дека имаме и прв левичарски кандидат за градоначалник, имаме валја и прва жена кандидат за градоначалник во независна Македонија и најинтересно е што на овие избори двете партии кои се од власта немаат кандидат за градоначалник, односно имаат поддршка за независен кандидат, што многу покажува на кое ниво централната власт ја перцепира и ја респектира Струга. Мене ми е драго, наискрено ми е драго што ја имам честа во еден за мене животен момент да бидам единствениот кандидат од парламентарните партии, од Македонскиот блок, односно мене ми е навистина чест што Левица покажа дека има потенцијал, дека ние имаме капацитет да се тркаме и со големите играчи, дека Левица веќе не е мала партија. Впрочем, дека Левица не е мала партија се покажува и таа црна кампања која секојдневно можете да ја сведочите против нас, па гледаме како на митинзи во Виница се говори за Струга, добро е барем по тоа ја памета Струга, пошто очигледно за све друго Струга е забораена од големите играчи, за црна кампања за дека ние сме во некаква соработка со ДУИ. Јас можам само да кажам дека ние за разлика од нив ниту сме се амнестирале заедно со ДУИ, ниту ние му ги отворивме границите на Груби да си помини преку граница како господин. Впрочем, дури во минатиот мандат со измените на кривичниот закони кои се ги донесоа сложно СДСМ и ДУИ, се амнестираја делата на преку 80 функционери од ВМРО ДПМН, така да тоа многу добро покажува кој со кого е во коалиција, кој со кого се амнестира и кој со кого се пазари и преговара за амнестии. Она што сакам да го кажам, неверојатно и во некој централен контекст, ќе оставам на носителот да се осврни на Струга, е што ние на овие избори настапуваме во едни услови на тоталитарно владење апсолутно и тоа е најчеста пракса секојаш кога ВМРО е на власт, го имаме врвот на недемократски методи, на гушење на секоја критичка мисла, на спинови, на манипулации, на шиканирање, на се што им го ремети нивниот рейтинг и очекувам овие избори да бидат уште побрутални, очекувам да бидат наискрено и најбрутални, затоа што тука има два аспекти. Прво имаме еден ужасен старт на власта, која има неверојатно и до 100.000 пат на рейтингот и спремни сме да не берат ниту средства, ниту методи за да го угушат секој незадоволство. И второ, ние имаме една власт која се задолжи со 1 милиарда кредит. Тој кредит ниту ќе заврши во бизнисите, ниту ќе заврши во општините. Тој кредит ќе биде единствено само за предизборен подкуп и за купување гласови, затоа што се покаже и се докаже дека на ова владеачка гарнитура која е составена од некој 10 ешалон од времето на Груевски. Она што е најважно е да ги спаси своите фотели, а ние тоа многу добро го видовме и во собрание, го видовме и при интерпелацијата на Тошковски, кога дури при една таква страшна трагедија која се случи на македонското општество, ние не видовме ниту една оставка од морални причини од било кој функционер и тоа многу кажува за со каков калибар на властодржци ние имаме работа, кои не покажаја еден државотворен сенс дури ни во едни најтешки моменти низ кои поминуваше оваа држава. И јас затоа мојот апел на овие избори ќе биде дека не можеме 35 години нашиот глас да го продаваме за работно место, за работа на државно, за имаме едно дете да го ставиме да ниша врата, зема плата, затоа што таквите политики кои сега ќе ги гледаме, каде ќе се уценуваат, каде ќе купуваат гласови, стигна до тоа да на Македонија речиси секоја година да се случува една колективна трагедија, едни колективни трагедии од системски пропусти. Ние на овие избори сепак влегуваме и не можеме да го игнорираме фактот дека оваа година се случи една од најголемите трагедии на Македонија. Јас секогаш лично бев трогната од тоа што се случи, затоа што тие беа и млади деца, и мои врсници,
И јас се надевам дека тоа ќе биде една општествена катарза, дека корупцијата, дека системот, дека партизацијата убива, дека ставањето корумпирани инспектори кои оставиле некоја штала да работи затоа што се продале за скап часовник, сето тоа кошта и човечки животи. И впрочем и тоа беше мојата мотивација во левица, затоа што јас сметам дека има нешто што не може да се купи, тоа е образот, тоа се принципите, затоа што има и нешто и поголемо од обично работно место, има и нешто поголемо од личните привилегии, а тоа за мене е да оставиме подобар свет од оној што сме го наследиле. И за крај мојата порака до сите оние кои знам дека ќе бидат предмети на уцени, знам дека ќе бидат и предмет на закани, мојата порака е да не дозволиме да си ја продадеме и нината на внуците заради сегашноста на нашите деца. Ви благодарам.